Интересно е да се слуша чалгија, а уште поинтересно е да се види свирач, велешани така велат, кој што разбира, уме да свири на повеќе чалгаџиски инструменти. Во моментов колку инструменти умееш да свириш? Или да музицираш на колку инструменти? Музицирам професионално си ќе ти кажа. Сега сум моментално виолина свирам, последница. Виолина. Джумбушот го свирам, утот го свирам, ориентални инструменти. Го свирам тамбурата, бузуки свирам, качки инструмент. И сега моментално со братучетот и канунот го почнав да го свирам. Тоа значи дека градиш собствен профил за универзален изведувач на традиционалната музика. Да. Тешко ли е да се совладаат инструментите? Свирам и свирам и српска музика, свирам румунска, грчка музика со бузуки свирам. И ја потекнувам од мали нозе од чалгаџиска фамилија. Мене, што викаме, спред 100 години канунот го вратив. Мене дедо ми беше основач на македонската чалгија, македонска телевизија, Реџеп Пампор. Другиот дедо свиреше виолина и ут. И јас потекнувам од чалгаџиска. Со нив израснав со таа музика и јас изследнав. Ја благодарение сите, цела фамилија од мајка ми и страната се, сите професионални музичари. Сакаш ли повторно како и дедо ти? Еве да бидеш дел од некој оркестар, всушност од чалгијата на македонската телевизија. Не знам дали постои се уште? Не постои. Не? Тој канунџија што беше Иштрев Саити, Раим Баки, тие се ученици на мојот дедо Реџеп Пампор. Он е велешанец, чист велешанец. Со Чичко Алјо Тончо, они разбејани, слима во Београд, имаат ломплејка. Идеше кај нас, по месец дена беше тука да им помогне на веле со канунот. Значи дедо ти од Ало Тончов учел? Не, постар беше од Ало Тончов. А беше во составот на чалгијата на Тончо? Идеше у разбејани, за да им помогне со на Ало Тончони. За да можат у разбејани да извадат нешто. Тогаш не, ја млад бев, што викаат детиште бев, он идеше кај нас пиеше, да им помогне на Велес, бидејќи Велес му е него роденка, да им помогне. И имаат ломплејка таму изделени. Тие песни што се анчице, старите песни, они се изведувачи на дедо ми, сите, ја ќе ти ги кажам кои луѓе таму беа. Другиот дедо ми свиреше ут виолина, Тале Огнјановски, после дојде Илми Баки, па Раим Баки дојде. После он наминува на пензија негов ученик Саити, Ештреф Саити. У свирете ми чалги, он оркестарот влезе со чалги, со канунот влеваше во оркестарот. Ја има прилика да влезам во чалгиите, само јас тогаш млад бев, со гитара сакав, јас свирев турски свадби, кафани, свирев цела Југославија. И они беа постари од мене, некако не ми одговараше мене годините. И тоа да се запознав во македонска телевизија. Дедо ми учеше, и тој е велешанец, канунџија. И така они завршија, еве пред месец дена, Раим Баки, големиот мајстор, нека му е лес на земјата. Утот на Илми Баки, брат на виолинист, они би основачи. Дали ќе продолжиш? Продолжувам и барам деца да ги учам. Не за пари. Далеко. Само за да се одржи традицијата. Традицијата, брендот да го задржиме и малце внимание нас, општината да не води. Да не води. У секој фестивал треба, као што е во, јас сум модел во Нови Сад. Значи, тамбурашкиот оркестар, програмата ја отвара после и забавно, народ, кој сама. Ние треба, као белешка на чалги, да настапиме со една, две, сите фестивали и после да продолжи фестивалите, да се го надржиме брендот.
А питијада прават, ние не сме. Питата е брендот на Велес, ама врзане со Велешката чалгија. Али ние не сме поканати. Сме биле поканети ваму таму, долго време. Од старите чалгаджи останав јас сам. Што сакам традицијата